младите, кои моите колеги и ја исто, размислуваме да се иселиме од оваа држава. И тие муабети се, ако не секојдневно, секоја недела се прават тие муабети, пошто поголем дел од колегите има кои одат веќе на германски јазик, затоа што мораме да имаме таа диплома за професионално да се занимаваме со медицина во Германија. И се зборува од тоа за учењето јазик се до тоа колкави и какви услови имаме и колку финансиски средства се земаат во Германија. Беа испитани над 1600 лекари од сите 4 земји, 570 отприлика одговори во Македонија имаме, што се е околу 11% од бројката на регистрирани доктори во Македонија, се околу 5000 некаде. Главниот мотив е условите за работа, апаратурата што ја имаме, кој ќе дојде нова апаратура, дали некој ти дава да се научиш да работиш на нејза, дали ти дава да ја проучиш или седи некаде заклучена во некој подрум. Можноста за вработување партиско, непартиско, главно партиско, тоа се жалат секаде. И да добиеш вработување и да добиеш специјализација која што ќе ја плаќаш приватно, понатаму никој не ти гарантира дека ќе се вработиш. Прва причина која што најголема би се земава се финансиите и исто така и условите за работа. Значи, од еден аспект се финансиите, затоа што ако сме вложувале во нас толку години, поготово за медицината, каде што само општ лекар е 6 години, потоа е за специјализација уште одреден број на години, зависно од која специјализација е одбрана, ќе видиме дека нашиот труд во оваа држава па и не се цени толку доволно колку што треба да биде ценен. Каде што ги гледаме тие понуди за работа од 16.000-18.000 денара се смешни, каде што ќе видиме дека во Германија основната плата за лекар да се вработи е 5000 евра. И другиот аспект се условите. И да се вработиме и да биде во државна установа, ги знаеме условите какви се и се уште во здравството дека е многу лоши услови со многу стара опрема и кои ќе ги поврземе сите работи, зошто па каде што некаде не ценат повеќе да не работиме таму. Да придонесеме за нас па и за нашата фамилија. Младите лекари и лекарите специјализанти, кои што се во главно исто така млади, не гледаат перспектива овде, не се соочуваат со моментот на учење кога се на специјализација. Например, млад специјализант овдека, конкретно интернист, 3 години специјализира и 3 години нема фатено ехо во рака за да направи абдоменално ехо, например, ехо на абдомен да направи. Во Германија, истиот тој човек, кога ќе отиде на специјализација, за 3 недели прави сам ехо. Во истражувањата што сме ги правеле со студентите на медицински факултет, уште пред 4 години, студентите што се веќе во 6-та година на студии, студираат за да заминат. Не студираат за да останат. Студираат за да заминат. Буквално завршуваат со факултет, додека им трае задолжителното стажирање, тие веќе ја почнуваат процедурата за заминување во странство. Младите гинеколози се многу паметни деца. Значи, они уште пред да ја завршат, пред да положат специјалистичкиот испит по гинекологија и акушерство, кога ќе ги положат сите колоквиуми, тие своето CV го праќаат во неколку болници во Европа па и во свет. И секаде кај што ќе пратат CV, они се веќе примени. Одговорот е секаде позитивен. Што значи? Што ќе кажа? Потребни се, ги бара светот, и штом положат специјалистички испит, одма можат да заминат на работа. Имаат, кажам дека е многу позитивно чувството кога таму ќе те ценат како лекар, како доктор, иако не си од нивната држава, веќе имам разговарано со тие луѓе, и имам слушано искуство и стварно сите можам да кажам дека нема некој со лошо искуство од Германија што се вратил тука во Македонија да продолжи да работи. Објектот кој беше до пред 10 години користен од страна на Министерството за здравство како селска амбуланта, но повеќе од 10 години не е во функција. Претходниот лекар имаше некаде околу од 500 до 600 своји пациенти
има, мислам, личен лекар им беше, мислам дека замина на специјализација или така нешто пред 10 години и не се ни врати. Иначе претходно имаше лекарство 24 часовно престој. Има старци што треба, стари луѓе кои што не можат и од дома, бараат и домашна нега. Значи сите одат во градот, ги користат здравствените услуги, а за да отидат до градот им треба најмалку 120 денари превоз и другите трошкови. Денеска една илјадарка им е малку, а земјоделието не чека, нели, време, секој момент треба да се искористи. Ако не се искористи, тоа поминува. И значи покрај што се здравствено загрозени, се ја загрозуваат и екзистенцијата. Во последните 6 години, 5 до 6 години, колку што јас го водам Сдруженијето на вонболнички гинеколози, не се случило да дојде млад колега кој што завршил специјализација по гинекологија и акушерство и да се пријави во Сдруженијето како нов матичен гинеколог или како нов гинеколог вонболнички кој што ќе работи во примарно здравство. Тоа не се случи. А знаејќи дека сите ние што сме матични гинеколози во моментот сме сите над 50, па можеби и 55 годишна возраст, тоа значи дека секоја година во пензија одат по 20, 3, 5 души, а нови немаме. Што значи бројот се смалува и ќе се смалува. Ќе ви кажам пример. Колешката до мене отиде во пензија, 5000 пациентки останаа без матичен гинеколог. Колешката во Драчево отиде во пензија, 4-5 пациентки останаа. Сега и другиот колега во јуни месец оди во пензија во Драчево, значи поликлиниката Драчево останува без матичен гинеколог, а 7 до 8.000 жени остануваат без матичен гинеколог. Потегот од Катланово до Скопје нема ни еден матичен гинеколог. 10-15 села. Случувајќи го, Арачиново е 20.000 жени, нема матичен. Имаше обиди државата тоа да го спречи со оние мерки владини за враќање на кадрите, за платени специјализации во странство или платена професионална обука во странство, меѓутоа тоа има и друга позадина. За еден доктор да добие специјализација или професионална обука во странство која што може да трае 3 месеци или 3 години, обврзан е да потпише меница дека нема да замине од тоа работно место од кај што тргнува во наредните 15 до 20 години. Според изјавата на една докторка во фокус групата, тоа е еднакво на самоубиство. Затоа што ти се обврзуваш дека ќе работиш во Македонија за максимална плата од 500 евра месечно. Треба да се направи една добра анализа како колегите кои што сега ја напуштаат Македонија, лекарите, како да останат. На многу начини може да се помогне, само што треба да се седне една сериозна работна група и да направи план. Клучот е во планирањето. Ако во Македонија ни недостасуваат 1000 лекари, треба да видиме колку студенти треба да завршат и колку треба нови да се примат. И тие да се насочат на тие гранки кај што навистина имаме недостиг.